Пациенти од истокот се жалат дека дел од апаратите во Штипска клиничка се надвор од функција, поради што се приморени здравствените услуги да ги бараат на скопските клиники. Првиот човек на болницата не ги негира нивните забелешки, но тврди дека кога седнал на директорското столче затекнал вистински хаос. Проблемите се влечат повеќе години на нас. Главниот проблем е што имаме и дотраени апарати, и проблемот е што тие не се редовно сервисирани. Тоа доведува до чести дефекти чија поправка чини многу повеќе. Бидејќи апаратите не биле на време сервисирани, апаратот за магнетна резонанса кој го сервисиравме, дензитометарот, апаратот за анестезија, како и УПС батеријата и така натаму, сето тоа не чинеше повеќе од 80.000 евра. Во моментот не работи компјутерскиот томограф и апаратот за факометода за лекување на очни болести. Камен околу вратот на сите јавни здравствени институции, вели Ѓоргиев, била погрешно поставената и предлога процедура. Односно, прво се чека да се расипе апаратот, па се распишува тендер преку Советот за јавни набавки. Сега ќе биде обратно, секој апарат кој ќе биде расипан, сервисерот ќе дојде и веднаш ќе почне со вградување на делот кој што ќе биде и сметам дека многу пократко време, дури оние апарати кои ќе се расипат, ќе бидат вон функција. А се во интерес на пациенти, на граѓаните кои имаат потреба да ги користат услугите на клиничка болница Штип. Само пациентите кои имаат термин на денот на дефектот не се услужени, а сите останати телефонски се информираат за проблемот и им се закажува друг термин. За оние итни пациенти кои што ќе дојдат, нема дилеми, секако ние ќе ги транспортираме доколку има потреба за тоа во оние здравствени институции каде што има услови да биде пружена медицинска нега. Работите полека се мрдаат од мртва точка, додава Ѓоргиев, но потребни се средства и време состојбата да се нормализира, а болницата да започне правилно да функционира.